организацијскиот одбор на 62-ри рацинови средби под мотото зборот од луѓето, аманет што не згаснува. Имам голема чест да се благодарам најпрво на председателот на организацијскиот одбор, почитуваниот градоначалник Марко Колев, на најуспешната и една од најуспешните општина Велес во Македонија, која што и овој пат докажува дека не само 11 дена, туку 365 дена таа е општина метропола на културата, поезијата, спортот, хуманизмот и на прогресот. Имаме пред себе навистина импресивна, пребогата, до сега најамбициозна и најбогата програма, благодарение пред се на Министерството за култура и туризам, секако благодарност до министерот Зоран Љутков и до Министерството и секако до општина Велес, која што навистина импресивно, студиозно, посветено, континуирано работи на изработката на програмата, која што веќе од утре, почитувани медиуми и граѓани, ќе можете да ја погледнете на веб страната на општина Велес. Ова најимпресивно и досега најамбициозно издание, најбогато содржински, има повеќе аспекти, мултикултурна и мултидимензионална, во повеќе смисла. Ќе биде акцентот ќе биде исто така, освен секако на поезијата, во градот метрополата на поезијата, ќе има повеќе поетски читања, но и научни настани, како што е меѓународната научна конференција на тема рациновите одблесоци врз современиот македонски јазик и книжевност, која што ќе се одржи на 12 јуни во организација на Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков од Скопје, на кое што ќе има импресивни излагања, научни реферати на меѓународни истакнати и домашни научни истражувачи. Понатаму свеченото отворање ќе биде навистина блескава, импресивен свечен настан, кој што ќе се одржи во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот, во една прекрасен амбиент, каде што ќе настапи детскиот хор Свети Кирил и Методи. Потоа почитуваниот градоначалник има обраќање, ќе имаме прекрасна беседа за Рацин, ќе имаме портрет на добитникот и врачување на наградата за Рациново признание за 2025, а ќе бидете љубезни и трпеливи на средниот прес да знаете кој ќе биде добитник на почесното признание и на Рациновото признание за 2025 година. Потоа ќе следува прекрасен настан, музичко-поетска вечер со Марко Виденовиќ и Трио Мевлем, што навистина е една прекрасна, издржана музичка културна содржина. Покрај другите содржини истакнуваме дека е важно што ќе има и трибина за македонскиот јазик во годината кога чествуваме 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, трибина за јазикот под водство на професорката и директорката Менка Андреева во локалната библиотека Гоце Делчев и ќе зборуваме за важноста на македонскиот јазик во контекст на Рациновата поезија. Понатаму, исклучително важен настан покрај сите други пребогати содржини ќе биде на 14 јуни во сабота промоција на тритомното издание на Кочо Рацин, каде што промотор ќе биде реномираната академик Катица Ѓулавкова, кој е главен стручен редактор на едно исклучително драгоцено издание, со тритомно издание, кој што го имаат приредано професор доктор Венко Андоновски, професор доктор Иска Тасевска Гошкова и професор доктор Весна Мојсова Чепишевска за Кочо Рацин. Понатаму, импресивен настан ќе биде добивањето на почесното признание на 14 јуни во сабота. Рековме, дополнително ќе бидете информирани за тоа, портрет на добитникот на наградата, врачување на наградата и најавуваме прекрасен поетски митинг на кој што ќе учествуваат 15 поети, домашни и странски поети на репрезентативната сцена на амфитеатарот во Младинскиот парк. Сето тоа ќе биде прекрасно кронисано со концерт на исклучителна музичка вредност како што е концертот на Васил Хаджиманов бенд, што се надеваме ќе биде голема придобивка и за пошироката публика на Велес, која има богата традиција да ги чествува Рациновите средби како посебно значајна национална установа и едноставно институција од врвен национален и светски интерес, бидејќи Рациновите 62-то издание се светска манифестација со, реков, досега најамбициозна, најбогата програма, која што се надеваме ќе оправдаме довербата на сите поддржувачи. Благодарам.